Во новогодишното обраќање македонскиот претседател Ѓорѓе Иванов меѓу другото упати порака до политичките партии за национално помирување и за пристоен диалог на македонската политичка сцена. Преголемата партизација доведе до досега невидена поларизација на Македонија, истакна Иванов, додавајќи дека неодговорното однесување на НАТО и Европската унија кон Македонија се одрази на внатрешната политика и Македонија влезе во лавиринтот на кризите и во стапицата на Пражинскиот договор. Председателот Иванов во обраќањето кон нацијата истакна дека никогаш нема да се согласи Република Македонија да биде бинационална и федерална држава, а за барањето за двојазичност истакна дека ова прашање е затворено со 5-тиот амандман од Уставот на Македонија. Службената употреба на кој било јазик во Република Македонија зависи од статистиката, а единствен начин за добивање реална статистика е пописот. Последниот попис во Македонија беше пред цели 14 години. Тоа е предолг период за која било држава. Без нов попис на населението не може да се барат права што зависат од статистиката. Очекувам новата влада што поскоро да спроведе попис за да видиме колку сме, да видиме дали реалноста на теренот соодветствува со тврдењата на некои политичари. Никој нема мандат да ја прекројува државата, да го менува незиниот идентитет, никој нема мандат да го продава она за што сонувале и гинеле генерации, а тоа се слободата и независноста на Република Македонија. Македонија е унитарна држава со мултиетничко, мултирелигиско и мултијазично општество, истакна председателот Иванов, кој ги повика најголемите македонски партии на национално помирување. Го повикувам лидерството на двете најголеми партии, ВМРО, ДПМН и СДСМ, да смогнат сила и да си простат, да се помират и конечно да се сплотат околу националните интереси на македонскиот народ и државните интереси на Република Македонија. Ако навистина ја сакаат ова држава и ако навистина се грижат за македонскиот народ, ги повикувам да ја почитуваат волјата на граѓаните, бидејќи во омразата никој нема ниту иднина, ниту надеж. Ги повикувам на национално помирување. Само здружени со меѓусебна доверба ќе бидеме секаде и секогаш посилни и поодговорни за сите можни предизвици на нашето време. Затоа очекувам од новата влада во својата програма да има два клучни приоритети. Прво, заштита на државните интереси на Република Македонија, што подразбира зачувување и зацврстување на унитарниот карактер на државата. Второ, системска реформа по кризата во која ќе бидат офатени субјектите на системот за национална безбедност на Република Македонија. Иванов денес повика зад нас да ги оставиме и поделбите и реваншизмот, да престанеме со риториката на патриоти и предавници, да престанат нападите кон дипломатските представници и да престанеме секогаш вината да ја бараме кај другите.